Па буквално се е закочено. Значи ние не разговараме, повторно ќе речам, за зголемување на пензии, што е многу важно. Ние не разговараме за зголемување на плати, отворање на нови фабрики. Значи, што му е потребно на било кое населено место, било кој град, општина, село, значи било кој регион. Потребна е нова фабрика. Потребно е 200, 300, 500, 800 луѓе да тргнат на работа. Ние отваравме, но и многу фабрики навистина се отворија, но има потреба за уште повеќе. Например, не знам, отворена е фабрика во Кочани или во Штип, но не е отворена фабрика во Делчево или во Берово. Ајде, ние сме отвориле во Штип и во Кочани, ајде саме да отвори фабрика во Берово. Очигледно е дека ние во оваа влада со 26 министри и со Зоран Заев како премиер немаме луѓе кои што може да носат сериозни одлуки, луѓе кои што ќе работат по 15, 16, 17 часа дневно, луѓе кои што ќе носат тешки одлуки, луѓе кои што ќе носат фабрики, инвеститори и слично. Имаме влада на менаџирање на политички процеси кои што не се добри за Македонија, кои што не се прифатени од граѓаните, но влада која што едноставно треба како да го менаџира тоа незадоволство, затоа што се свесни дека едноставно мнозинството, убедливото мнозинство на граѓани на Македонија во делот на идентитетските прашања, кои што тие првенствено сакаат да ги третираат, едноставно не е со нив. На надворешен план мислам дека се поставија на начин во кој што за се ја обвинуваат Македонија и македонската страна. Значи имаме македонска влада или влада на Македонија, како што е во конкретниот случај, значи имаме влада на Македонија која што оди кај соседите и се извинува заради тоа што ние сме македонци, или затоа што некој претходно бил македонец, или затоа што некој има намера да биде македонец. Имаме влада која што секаде каде што ќе појде ја обвинува својата соперничка партија, во овој случај ВМРО-ДПМН, а замижува пред години, децении и векови негирање на македонската самобитност. А граѓаните на Македонија, од Дебар до Берово и Делчево, и од Куманово до Струмица, и од Струмица до Битола, и од Ѓорче Петров до Лисиче, и од Бутел до Драчево, и тоа како знаат што се, кои се, како чувствуваат. Значи, проблемот е што оваа влада го нема легитимитетот внатре, го нема легитимитетот дома. А надвор, секојаш ќе најдат луѓе кои што ќе аплаудираат на нивното распродавање на она што било со долги години, децении и векови градена како македонска позиција.